Најави за денешните настани. Општина Охрид аплицираше со 10 инфраструктурни проекти на повикот од Министерството за локална самоуправа. Утре ќе биде готова есенската кошничка со над 100 производи со пониски цени за граѓаните. Уметникот Боро Митрески Минта со прва изложба на среброрез во земјава. Во јули во земјава престојувале над 200.000 туристи и понатаму најбројни турците. Најмалку 18 лица се убиени, а уште 18 се ранети во израелски напад на училиште во Газа. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 24 степени Целзиусови. Во петок во северозападна, централна и источна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во останатите предели од Европа ќе превладува стабилно и студено време со зголемена облачност, со дневни температури кои што се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и постудено со пад на температурите. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 29 степени. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во северозападните, западните и југозападните предели, каде локално се очекува да наврнат и до 15 литри. Ќе дува до умерен засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 30 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 17 до 27 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекуваат да наврнат и до 15 литри дожд. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во сабота и недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 11, односно 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 19, односно до 14 степени. Во понеделник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо. Минималната температура од 8 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 15 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид аплицира со 10 инфраструктурни проекти на повикот на Министерството за локална самоуправа за реализација на инфраструктурни проекти, за што на општините им стојат на располагање 250 милиони евра. Реконструкција на локални патишта и улици во неколку охридски села, водоводни линии, атмосферска и фекална канализациона мрежа се проектите кои локалната се надева дека ќе го поминат процесот на евалуација и ќе бидат одобрени во интерес на граѓаните. Денеска истекува рокот во кој што општините треба да достават список на проекти за аплицирање на јавниот повик што го распиша Министерството за локална самоуправа. Станува збор за реализација на инфраструктурни проекти за што на општините им се на располагање 250 милиони евра. Општините аплицираат со еден или повеќе инфраструктурни проекти од областа на културата, спортот, животната средина, патната инфраструктура, како и од областа на социјалната политика и образованието. Општина Охрид аплицираше со 10 инфраструктурни проекти: реконструкција на улица во село Пештани, на улица во село Подмолје, реконструкција на улица во село Долно Лакочереј, реконструкција на водоводна линија на улица Кленоец, ЛТ Халеарница, реконструкција на пешачки улици во рамки на градските гробишта во Охрид, реконструкција на локален пат од крстосницата за село Рамне до црквата Свети Атанасиј, проект за замена на постоечка опрема во пунктната станица Метропол, реконструкција на атмосферска и фекална канализациона мрежа за дел од улица Кленоец, реконструкција на улица во село Опеница која води до црквата Свети Кузман и Дамјан и рехабилитација на дел од локален пат во село Куратица. Председателот на владата Христијан Мицкоски вчера, одговарајќи на новинарско прашање, изјави дека пристигнуваат апликации на јавниот повик, потенцирајќи дека очекуваат целиот процес да заврши успешно. Имаше некаде околу 10 до 12 општини кои што веќе ги поднесле своите апликации. Очекувам денеска тој процес да забрза и утре да заврши успешно. Нормално, потоа следи евалуација на истите, да видиме со што располагаме и потоа
започнуваме со реализација на ветената. По добивање на апликативните формулари почнува процесот на евалуација која се очекува да заврши во рок не подолку од 10 дена и врз основа на истата, ресорните министерства изготвуваат предлог одлука кои проекти ќе се финансираат од нивната област и таа предлог одлука се доставува на усвојување на влада. Средствата ќе се доделуваат преку 6 ресорни министерства и тоа: Министерство за култура и туризам, за транспорт, за социјална политика, демографија и млади, Министерството за образование и наука, за животна средина и просторно планирање и Министерството за спорт. За следење на целиот процес формирано е владино координативно тело, кое што ќе го предводи Министерството за локална самоуправа и во истото ќе членуваат представници од сите ресорни министерства. Мицкоски неодамна изјави дека целиот процес ќе биде транспарентен и достапен на увид на целата јавност. Од вкупно предвидените 250 милиони евра за капитални проекти, со сега распишаниот повик на располагање на општините до крајот на оваа година се ставаат 6 милиарди денари, односно речи се 100 милиони евра. Утре ќе биде готова есенската кошничка со 100 производи по пониски цени. Дали ќе биде ограничена цената или маржата ќе одлучува работната група. Министерот за економија и труд денеска најави дека одлуката на работната група наредната недела ќе биде доставена до владата на усвојување. Се крои списокот на производи кои ќе се најдат во есенската потрошувачка кошничка. Овошје, зеленчук, ориз, граф, месо се дел од производите кои што според Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши ќе бидат со пониски цени како мерка за помош на стандардот на граѓаните. Дали мерката ќе се состои во ограничување на цените на одредено ниво или пак ограничување на маржата, ќе зависи од одлуката на работната група што е формирана за изработка на оваа кошничка. Министерството за економија и труд заедно со Министерството за земјоделие и Министерството за финансии формира една работна група која ќе ги до утре треба да направи една потрошувачка есенска кошница која ќе ги опфати околу 100 основни прехранени производи, земјоделски производи, каде што ќе се направи една симулација или ограничување на цените одредени во одредени ниво или ограничување на маржата од 5%, 10 или 15% на. Министерот најави дека одлуката што ќе ја донесе работната група наредната недела ќе биде доставена до владата на усвојување. Откако ќе помине на влада, веднаш ќе се премине на нејзино спроведување и обезбедување на почитување на истата, вели Дурмиши. Мерката за воведување на есенска кошничка ќе продолжи, најави министерот. Ова акција ќе ја продолжиме како Министерство за економија и во наредниот период. Тоа ќе биде зимска кошница, ќе биде великденска кошница, рамазанска кошница. Во однос пак на законот за нефер трговски практики, со чие воведување се очекува намалување на цените на прехранбените производи, министерот Дурмиши настав дека фирмите имаа 6 месеци рок да ги усогласат своите цени и најави дека на крајот на овој месец законот ќе стапи на сила. Заедницата има многу лица. Втор успешен проект на ТВМ после Ти си твојот град, пишува British Council. Подршката од програмата Медиуми за промени од Западен Балкан, финансирана од Обединетото кралство, за иницијативата Заедницата има многу лица е од големо значење за ТВМ, бидејќи со концептот на видео стории со граѓани и дебатни емисии отстапивме простор на заедницата да артикулира каков е животот во градов и што сака локалната власт да земе во предвид при креирање на политики и буџетирање. Заедницата има многу лица е успешна приказна реализирана од ТВМ во рамки на програмата Медиуми за промени од Западен Балкан, поддржана од Обединетото кралство, според тимот која спроведува. Ова е втор успешен проект на ТВМ после Ти си твојот град, реализиран во 2021 година во рамки на програмата Медиуми за сите. Целта на заедницата има многу лица е да се овозможи на граѓани од различни групи, жени, постари лица и млади луѓе, платформа за споделување на нивните приказни, да се даде можност на публиката да креира содржини, да поттикне дискусии, да ги сподели своите размислувања, предизвици, проблеми и потреби во заедницата, како и да раскаже позитивни, инспиративни и мотивациони приказни. 6 кратки видео стории представени во визуелно привлечен медиумски формат го привлекоа вниманието на публиката и покажаа дека многу луѓе сакаат да бидат видени и слушнати, да се слушнат нивните ставови и мислења.
Сакавме да зборуваат за нивните животи, што ги поддржува, што не и што би сакале да се промени и да ги инспирира локалните власти да ги земат предвид нивните потреби при креирањето политики и буџетирање, како и да ја подигнеме свеста во заедницата дека мора да се грижиме еден за друг. Благодарение на поддршката од British Council воведовме толкување на знаковен јазик за дебатите во живо. Имплементацијата на проектот со поддршка на програмата Медиуми за промени од Западен Балкан не мотивираше да создадеме мрежа преку веб порталот, социјалните мрежи и каналот на YouTube, значително зголемувајќи го информативното влијание на ТВМ, вклученоста на граѓаните и подигање на свеста за клучните прашања на заедницата. Во иднина се надеваме дека во заедницата има многу лица, заедно со граѓаните ќе раскажеме уште многу локални приказни. Прва изложба на среброрез во државава. Во куќата на Робевци уште 2 дена е отворена изложбата на 33 микроекспонати, уметнички дела од сребро кои ги символизираат годините кои ги имал Исус Христос кога пострадал, но и 33 годишнината од независноста на Македонија. Уште 2 денови е отворена изложбата на единствениот среброрезец во Охрид Боро Митревски Минта насловена 33 Христос живот за спас на човештвото. Во куќата на Робевци во Охрид се изложени 33 микроекспонати уметнички дела, рачно изработени на сребрени плочки, односно 33 парчи на уметнички сребрен накид, кои ги символизираат годините кои ги имал Исус Христос кога пострадал. Изложбата беше отворена на 8 септември со уште една символика 33 годишнина од независноста на Македонија. Идејата ми беше, пак поврзана со 33 годините на Исус, до неговото распетие, до неговата маченичка смрт, изработив точно 33 дела, баш во негова чест, односно во чест на Мајката Божја, Синот, Богомладенецот и распетието. Се представени на изложбата која е се уште отворена. Единствениот среброрезец во Охрид е човек што службувал во безбедноста, работел во СВР Охрид посветувајќи се половина век на каратето, но и кон уметноста, на филигранската обработка и резба на некои метали како златото, среброто и бакарот. Неговите фасцинантни сребрени експонати се естетика за душата, спој на македонскиот вес, уметноста на тантелата и барокната резба на нашите копаничари. Најпрво почнав со бакрезот, па потоа ми дојде таква идеја да му дам малце поголем значај на среброрезот, и то од причина што во христијанството среброто ја представува боженствената мудрост. И можеби тука беше она исцрпувачка идеја кај мене за да ги направам овие дела микроекспонати баш на чисто сребро. Ова е прва ваква изложба во земјава. Изложбата на Боро Митревски Минта во Робевци ќе биде отворена за посетителите до 15 септември во периодот од 9 до 20 часот. Работна средба на председателот на ИПА Охрид Стефан Димовски и началникот на СВР Охрид Игор Смилевски со охридскиот градоначалник Кирил Пецаков по повод престојниот 67-ми светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација. По повод предстојниот 67-ми светски конгрес на Интернационалната полициска асоциација, кој од 17 до 22 септември оваа година ќе се одржи во Охрид, денеска председателот на ИПА Охрид Стефан Димовски и началникот на СВР Охрид Игор Смилевски, кој е и генерален секретар на ИПА Охрид, остварија работна средба со охридскиот градоначалник Кирил Пецаков. При тоа председателот Димовски на градоначалникот Пецаков му врачи покана за учество на светскиот конгрес и го запозна со целосната агенда на сите активности поврзани со овој највисок репрезентативен собир на државите и полициите од светот, членки на ИПА. На средбата во знак на благодарност за дадениот придонес и поддршка во работата и развојот на ИПА Охрид, на градоначалникот му беше доделена почесна ИПА картичка и ИПА значка, со што Пецаков стана ИПА пријател и почесен член на ИПА Охрид. Градоначалникот Пецаков ја прими велосипедската статуетка од веломанифестацијата на точак Охрид и Струга да видам, најзначајната веломанифестација што 8 година поред Интернационалната полициска асоциација Охрид ја организира со велотура Охрид Струга Радожда и ја афирмира потребата од изградба на современа и безбедна велопатека Охрид Струга.
Црвен крст Охрид во сабота 14 септември ќе го одбележи Светскиот ден за прва помош. Во рамки на активностите ќе се одржи и крводарителска акција во Центарот за култура Григор Прличев под мотото "Дајте крв, разубавете го денот себе си и на другите". Црвен крст Охрид ќе го одбележи Светскиот ден за прва помош, промовирајќи ги знаењата и вештините за првата помош и ставајќи акцент на спортските активности. Темата на овогодинешниот Светски ден за прва помош е прва помош и спортски активности, подготви се и укажи помош. Во тие рамки Црвен крст Охрид ќе го одбележи Светскиот ден на првата помош на 14 септември, сабота, на градскиот плоштад Свети Климент Охридски и на платото пред Центарот за култура Григор Прличев, каде во период од 11 до 13 часот тимовите за прва помош на Црвен крст Охрид ќе презентираат знаења и техники за укажување прва помош при различни повреди на спортски надпревари и тренинзи, информираат од Црвен крст Охрид. Во сабота својата хуманост ќе може да ја искажат и сите граѓани кои имаат желба и потреба да даруваат крв на крводарителската акција која во организација на Црвен крст Охрид ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев во периодот од 10 до 14 часот под мотото "Дајте крв, разубавете го денот себе си и на другите". Во јули над 204.000 туристи предстојувале во Македонија. Во првите 7 месеци од годинава бројот на туристи е зголемен за 8,7% во споредба со истиот период лани. Во јули годинава во земјава имало вкупно 204.336 туристи, од кои 41,8% биле домашни, а 58,2% странски туристи. При тоа оствариле 756.831 ноќевање, од кои 70,6% се од домашните туристи, а 29,4% од странските туристи. И во јули најмногу туристи имало од Турција 53.296 и Србија 10.402. Следат Полска со 4.445 туристи, Романија со 3.995 и Германија со 3.318 туристи. Вкупно 123.931 турист престојувале покрај езерата, додека 50.168 го посетиле Скопје. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првите 7 месеци од годинава, бројот на туристи е зголемен за 8,7% во споредба со истиот период лани, при што кај домашните туристи има намалување за 0,5%, а кај странските има зголемување за 13,7%. Во првите 7 месеци од годинава пак бројот на ноќевања е зголемен за 6,1% во споредба со истиот период лани. Кај домашните туристи има зголемување за 2,7%, а кај странските има зголемување за 9,7%. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 18 лица се убиени, а уште 18 се ранети во израелски напад на училиште кое било под управа на Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци на Блискиот Исток, во која биле сместени раселените цивили во појасот Газа. Меѓу загинатите имало и 6 деца и 6 вработени во агенцијата. Од владината канцеларија за медиуми нагласиле дека овој напад на училиштето, каде се наоѓале повеќе од 5000 раселени цивили, бил ужасен, брутален масакар. Од почетокот на војната Израел бомбардирал повеќе од 18 училишта и прифатни центри во кампот за бегалци Нусейрат. Додава дека ова е 5ти напад на израелската војска на истото училиште. Тие го повикаа светот да реагира на овие злосторства над раселените лица и цивили во Газа. Малезиските власти спасиле повеќе од 400 деца за кои постои сомневање дека биле жртви на сексуална злоупотреба во добротворни домови управувани од истакната исламска деловна организација, изјавил полициски инспектор. За време на координирани рации во 20 објекти низ 2 малезиски држави, полицијата уапсила 171 лице, меѓу кои и исламски верски учители, објави Reuters. Жртвите наводно биле злоставувани од возрастни старатели, а подоцна ги учеле да злоставуваат други деца во домовите. Инспекторот истакнал дека децата биле користени за собирање средства за организацијата, а во тек била истрага за сексуални злосторства врз деца и трговија со луѓе. Компанијата го негирала обвинувањето за сексуално злоставување и соопштила дека не управува со добротворни домови.
Во текст е подготовките на Владимир Путин за посета на Турција, каде што ќе разговара со турскиот председател Реджеп Таип Ердоган, изјавил портпаролот на Кремљ Дмитриј Песков. Путин неколку пати досега ги одложуваше официјалните посети на Турција. Извори запознаени со руските ставови за Middle East Eye изјавиле дека Путин за посетата на Турција побарал да го придружуваат руски борбени авиони. Дополнителни компликации создава и барањето на Москва, Путин при патувањето во придружбата на руските борбени авиони да имаат можност тие да слетаат на турската територија. Системите за противвоздушна одбрана на НАТО во Турција би можеле да ги перцепираат таквите авиони како потенцијални непријателски цели. Поради обилните дождови кои ја зафатија северна Нигерија, браната Алау се прелеала и ги поплавила околните места, принудувајќи илјадници луѓе да ги напуштат своите домови. Во поплавите загинале 80% од животните во големата зоолошка градина Сандак Јарими парк, а до блиските населби стигнале опасни животни како крокодили и змии, било наведено во соопштението од зоолошката градина, во која упатиле апел до жителите да бидат внимателни. Председателот на Нигерија изразил сочувство до владата и народот на државата Борно, особено до семејствата кои претрпиле штети предизвикани од излевањето на браната Алау. Тој нагласил дека хуманитарните потреби ќе се решат што е можно поскоро. Во поплавите во североисточна Нигерија минатиот месец загинаа 49 лица. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!